Кратки најави за денес. Во Охрид одбележан Светскиот ден на волонтерството. Јордан Плевнеш, добитник на највисокото општинско признание, патрон на градот. Свети Климентови повелби за Христијана Парулеска, поетска ноќ по Велестово, и за Елеонора Чекреджи посхумно. Хотел Палас, нем сведок за туристичкиот и урбан развој на Охрид во минатиот век. Од следното лето нова авиолинија Варшава-Охрид. За најавените и за останатите настани ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме претежно облачно, ветровито и свежо време, во вечерните часови со слаби врнежи од дожд. Максималната дневна температура изнесуваше 8 степени Целзиусови. Во среда во северозападна, северна, централна Европа, како и во поголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во областа на Алпите и на планините врнежи од снег. Во останатите предели од Европа ќе има стабилно време со зголемена облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. На планините со врнежи од снег. Максималните дневни температури ќе се движат од 3 до 13 степени. Во Македонија во среда ќе превладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо, над 1500 метри со слаби врнежи од снег, а во текот на ноќта среда кон четврток и во четврток во утринските часови врнежите од снег се очекуваат да се спуштат и над 1000 метри надморска висина. Минималните температури ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од 0 до 7 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 3 до 11 степени. Во Охрид во среда ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 5 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 8 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо. Минималната температура од 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 7 степени. Во петок минималната температура од -2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 5 степени. Во сабота, по студеното утро и појава на умерен мраз, во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура од -3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 5 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Оробник. Вршиме прегледи и испитување на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот,
обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории, изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг, село Оровник. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Со дефиле низ Охридските улици денеска беше одбележан 5 декември, светскиот ден на волонтерството. Волонтерите се најблагородното и најчистото нешто во заедницата кое што без никаков надоместок за себе, своето време, труд и знаење ги посветуваат на оние на кои им е најпотребна помош. Вели Сашо Точков, председател на Охридскиот Црвен крст, кој брои над 1000 волонтери. Секој може да биде волонтер, само треба да го пронајде во себе тој хуман повик, велат од Црвен крст. Волонтерите се надеж за подобро утре. Тие се движечка сила на Црвениот крст. Ова се дел од паролите кои беа истакнати на денешното дефиле низ улиците во Охрид по повод 5 декември, светскиот ден на волонтерството. Секој може да биде волонтер, велат од Охридската организација на Црвен крст, која брои над 1000 волонтери, од 3 годишна возраст во програмата Полетарче, па се до 80 години во програмата за грижа за стари лица. 17 годишната Сара Петковска е волонтерка која учествува во сите активности од програмата за промоција на хумани вредности, еколошки проекти и е врснички едукатор. Вели дека волонтерството е хуман повик кој ја исполнува и изградува како личност. Младите дефинитивно треба да се вклучат во вакви активности, бидејќи првично тоа е надградба на самата личност, запознавање многу нови луѓе, вклучување подобро во општеството и понатамошно снаоѓање во истото. Мене премногу ме исполнуваат и среќна сум што започнав. Пензионерот Слободан Пупиновски е волонтер 8 години, од самиот почеток на програмата за грижа за стари лица во Црвен крст Охрид. Сите што сме волонтери таму, одиме пред се да помогнеме колку што сме во можност. Се тие начини на помош се најразновидни. Пред се работиме не поединечно како тим и во корелација со помладите волонтери. Работиме со стари изнемоштени лица, им помагаме кога да речеме за некоја сторена работа. Па и самите контакти со тие луѓе многу ми значат. Оти и самиот се замислувам во нивна положба, кога и мене ќе им биде потребна помош, колку тие луѓе обавуваат благородна работа. Со денешното дефиле укажуваме почит кон сите волонтери, кон сите оние кои што го вложиле својот труд, знаење, професионалност, стручност, желба и своето слободно време да помогнат на ранливите категории на луѓе, вели Сашо Точков, председателот на Црвен крст Охрид. Волонтерите всушност го чинат она вистинското, она најблагородното, она што е искрено, чисто и навистина наменето за оние на кои што треба да им помогне. Нашата организација ја чинат волонтери, тие се движечката сила на нашата организација. Токму и со ова дефиле сакаме да искажеме почит кон сите волонтери и сакаме да апелираме и да го свртиме вниманието на јавноста, на општеството, на заедницата, на институциите, колку волонтирањето е важно. И сите институции да создадат безбедни услови, креативни содржини и можности за волонтерите да можат да се искажат во тие средини и да бидат од корист за заедницата. Волонтерите се вклучени во сите активности кои се организираат од невладиниот сектор, спортските клубови и општина Охрид. Тие се важен сегмент од секторот за спорт, млади и невладини при локалната, вели раководителот на секторот Јоне Станковски. Она што го работиме во делот на поддршката на
на сите спортски манифестации кои што ги има општина Охрид, волонтерите се значаен сегмент во сите тие одржување на спортски манифестации, а од друга страна во дело на младини и невладини, како што знаете во општина Охрид функционира младинскиот центар каде што голем дел постои посебен клуб на волонтери кој што младите секојдневно се збираат, има разни активности во делот на волонтеризмот и се значаен сегмент во функционирањето на овој дел. Значи во секоја смисла волонтерите се една основна клетка во функционирањето на сите овие значајни манифестации кои што се случуваат во Охрид. И од Црвен крст и од општината велат дека во Охрид има голем интерес кај младите за волонтерство. На денешното дефиле покрај волонтерите на Црвен крст учествува и волонтери од Охрид трчат како и младинските организации од училиштата. Професор доктор Јордан Плевнеш е добитник на највисокото општинско признание, наградата Патрон на градот Свети Климент Охридски за 2023 година. Христијана Парулеска, поетска ноќ во Велестово и постхумно Елеонора Чекреджи се годинешните добитници на повелбата Патрон на градот за 2023 година. Професор доктор Јордан Плевнеш е годинашен добитник на највисокото општинско признание, наградата Патрон на градот Свети Климент Охридски за 2023 година. Стручната комисија за доделување општински награди и признанија во состав Перчо Божиновски председател и членовите професор доктор Татјана Димовска, професор доктор Цветко Андреевски, Славе Ѓорго Димовски и Горан Стојановски одлуката ја донесоа едногласно и го доставија предлогот до градоначалникот Кирил Пецаков. Земајќи го предвид предлогот на стручната комисија и општо познатите факти за неговата голема високовредностна и величествена идеја за Охридската академија на хуманизмот со востановување на Охридската Свети Климентова светска награда за хуманизам, со која досега беа овенчани 17 светски хуманисти, великани во своите професионални сфери, на Охрид му се даде уште една историска улога во неговата 8-милениумска предисторија и историја. Наградата за хуманизам го осмислува Охрид од длабокото возбудливо историско минато преку фактот дека Охрид во денешнината станува хуманистичко-филозофски стожерник, а аналогно на тоа Јордан Плевнеш е еден од најзаслужните такви стожери и неговите врвни долгогодишни остварувања кои се од особено значење и имаат голем придонес во развојот, напредокот и севкупната афирмација на Охрид во Република Македонија и светот, смета градоначалникот Кирил Пецаков, кој одлучи годинашен добитник на наградата да биде професор доктор Јордан Плевнеш. Христијана Парулеска, интернационалниот поетски фестивал Поетска ноќ во Велестово и Леонора Чекреджи постхумно се годинешни добитници на повелбата Патрон на градот Свети Климент Охридски за 2023 година. Комисијата во состав Перчо Божиновски председател, Бојан Михајловски заменик председател и членовите Арбен Демировски, Науми Амандиев и Горан Стојановски одлуката ја донесоа едногласно. Христијана Парулеска оваа година постигна историски врвни спортски успеси во индивидуални спортови. Беше прогласена за најдобра кадетка на Европското првенство. Таа го достигна европскиот трон и стана европска првенка со освоени 2 медаљи, златен во борба и сребрен во категоријата борба со замислен противник. Поетска ноќ во Велестово е интернационален поетски фестивал и е најзначајниот меѓународен настан од областа на поезијата во нашиот град и го привлекува вниманието на поети од целиот свет. Елеонора Чекреджи беше спикерка и водител која својата 40 годишна кариера ја помина во Радио Охрид. Таа беше најпознатиот глас на Охрид кој му даваше боја и убавина на градот. Познати добитниците на наградите за најдобри поетски творби посветени на Свети Климент Охридски, Патрон на градот. Жири комисијата одлучи први награди да бидат доделени на следните творби. Во прва категорија за ученици од одделенска настава од 1 до 5 одделение поетска творба Охрид градот на нашите просветители, шифра Фрозен. Во втора категорија за ученици од предметна настава од 6 до 9 одделение поетска творба Клименте, шифра Светлина. И во третата категорија за ученици во средно образование од 1 до 4 година поетска творба Светлоста на името Твое, шифра 2608. Добитниците на наградите најдоцна до утре 6 декември треба да појдат во одделението за култура во општина Охрид
и со себе да го понесат примерокот од творбата со која конкурирале, за да го докажат своето авторство. Потребна е заштита на спомениците и на објектите од поновата историја. Хотелот Палас и одморалиштето на Петете со децении се распаѓаат пред очите на јавноста. Историчарите апелираат на поголема и грижа и заштита. Потребна е заштита на препознатливите архитектонски символи на градот Охрид. На само неколку чекори од јадрото на градот, монолитниот габарит на Хотел Палас го означува почетокот на модерниот град. Тој речиси половина век важел за еден од најелитните комплекси на езерското крајбрежје. Без разлика што денес е надвор од употреба, оваа модернистичка архитектура се уште е силно врежена во урбаната меморија на градот. Управата за заштита на културното наследство на Македонија во 2009 година донесе решение за привремена заштита од втор степен на Хотелот Палас како споменик на културата. Хотелот повеќе од 2 децении е под клуч и се распаѓа пред очите на сите. Значајно е дека го представува покрај новиот град Охрид, туку и развојот на градот Охрид покрај Хотелот Палас, бидејќи покрај Хотелот Палас почнале да се градат и огромни улици за самиот пристап до градот Охрид. Меѓутоа, од значајност од историски аспект, иако е заборавен од луѓето, не е заборавен од времето и од историчарите. Навистина представува со својот изглед, со камената изградба, со она што представува туристички споменик на едно време, кој ден денес не може да биде надминат, би рекол и по изглед, поместо положба, па дури и по капацитет, па дури и по спомени. Не само за вековните споменици, поголема грижа е потребна и за објектите од поновата историја кои се символи на градот. Покрај Палас, заштита треба и на Петете од маралиштето, велат историчарите. Јас често знам да кажам, секој камен има своја приказна. Така да во градот Охрид несомнено покрај убавината е културно-историскиот аспект на градот Охрид. Дури и во поновиот период. Значи не мора да кога зборуваме за историски споменици да зборуваме за споменици кои датираат од 9, 10, 11 век. Постојат и споменици од понов период, па дури и споменици кои биле дел од општественото живење. Ево да го спомнеме и Хотелот Палас, кои навистина значеле во секојдневното живење, меѓутоа можат да значат и тоа како и во сегашното. Во 2016 година имаше најава за комплетна реконструкција на Хотелот Палас, но тоа не се случи. Објектите од поновата историја се сведоци на уметноста, архитектурата и културата на градот, токму затоа потребна е поголема грижа и нивна заштита. Наредното лето сезонски летови од Варшава до Охрид со полскиот авиопревозник ЛОТ. Според најавите од авиокомпанијата ЛОТ, планирано е новата линија од аеродромот Радом до аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид да стартува на 24 јуни и да оперира еднаш неделно. Секој понеделник до 23 септември. Билетите за новата авиолинија веќе се достапни за резервации преку веб страницата на авиопревозникот ЛОТ. Охриѓанката Теодора Митреска од теквондо клубот Мастер од Охрид освои златен медал и пехар и е прогласена за најдобра јуниорка на Европскиот теквондо куп кој викендов се одржа во Солун. Македонската традиционална теквондо федерација под водство на председателот Маријанчо Лазарески и националниот селектор Саша Поповски со тројца надпреварувачи од клубовите Хваранг ИТФ Лескоец Охрид, теквондо клубот Мастер од Охрид и теквондо клубот Сонкал од Мислешово Струга учествуваше на 9-тиот куп King of Taekwondo кој се одржа во Солун, Грција. Теодора Митреска од Охридскиот клуб Мастер освои златен пехар и медал за најдобра јуниорка во категорија 16-17 години. Христијана Парулеска поради повреда од која се уште закрепнува на овој куп поради незиното искуство настапи како тренер. Тука го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно!
85 цивили случајно убиени во напад со беспилотно летало на нигериската армија. Наместо бунтовници, по грешка биле убиени цивили во село во северозападната држава Кадуна, каде жителите присуствувале на муслимански фестивал. Потврдиле службите за итни случаи, пишува Гардијан. Најмногу од загинатите биле жени и деца. Агенцијата за управување со вонредни состојби соопштила дека уште 66 лица се повредени и згрижени во болница. Председателот на Нигерија го опишува инцидентот како многу несреќен, вознемирувачки и болен, изразувајќи бес и тага поради трагичната загуба на нигериските животи, се вели во соопштението на председателството на оваа земја. Ова не е прв пат локални жители да бидат убиени во воздушните напади на безбедносните сили врз засолништата на вооружените групи во северозападна и централна Нигерија. Во сообраќајна несреќа во Германија која се случила утрово поради лизгав пат, училишен автобус удрил во дрво, при што едно дете загинало, а 13 лица се повредени, од кои двајца возрастни, меѓу кои и возачот на автобусот. Уште 11 патници, од кои 10 се деца, се здобиле со полесни повреди. Автобусот прво удрил во возило на зимската служба, а потоа се излизгал од патот и удрил во дрво. Најверојатно до оваа несреќа довел така наречениот црн мраз, додека надлежните велат дека тоа се уште не е потврдено. Црниот мраз настанува како резултат на повисоките температури во текот на денот, а силното подмрзнување во вечерните часови. Тој е специфичен поради тоа што се создава потопење на снегот и изгледа како тенко стакло врз самиот асфалт. Овој мраз може многу лесно да ги залаже возачите, бидејќи ја има примено бојата на асфалтот. Возачите не знаат дека има мраз, па така при малку повисока брзина се случуваат катастрофални несреќи. И Франција ќе ги забрани електронските цигари за еднократна употреба. Францускиот парламент синоќа едногласно со 104 гласа за и ниту еден против го усвои нацрт законот во обид да ги заштити младите луѓе и да го ублажи негативното влијание на овие производи врз животната средина. Законот би можел да стапи на сила до септември 2024 година. Мерки за забрана за употреба на еднократните електронски цигари разгледуваат и Велика Британија, Ирска и Германија, а Нов Зеланд и Австралија веќе воведоа ограничувања. Жителите на Манила денеска ги вознемири земјотрес со јачина од 5,9 степени според Рихтеровата скала. Земјотресот го погодил островот Лузон, каде се наоѓа главниот град на Филипините Манила. Земјотресот бил регистриран на длабочина од 79 километри, потврдила се измолошката агенција на земјата. Жителите во паника ги напуштиле домовите и работните места. Сеизмолошката служба на Филипините објавила дека не се очекуваат штети, но предупреди на последователни потреси. На рускиот председател Владимир Путин за време на обиколката на огромна изложба на руски достигнувања му била прикажана симулација на нуклеарно копче, но Путин одбил да го притисне копчето. За време на обиколката на Путин му бил објаснет советскиот дизајн на нуклеарна бомба и му бил покажан контролниот панел за лансирање нуклеарен тест. Низ прозорецот Путин наблюдувал слики од експлозија и облак од печурка. Обиколката на изложбата изгледаше како загревање пред престојната кампања за реизбор, пренесува Reuters. Се очекува Путин овој месец да потврди дека во март ќе се кандидира за уште еден 6-годишен мандат. Тука го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно!